Во текот на денешниот ден до 13 часот на територијата на државата се регистрирани 23 пожари на отворен простор и шумски пожари. Од нив 3 се целосно изгаснати, додека 7 се ставени под контрола. 13 пожари се активни во овој момент, но очекувано е нивниот број да се зголеми во текот на попладневните часови. Пожарот, кој што веќе повеќе од 20 дена гори, делумно на територијата на ловиштето Јасен, а сега еден негов крак се движи кон селото Белица, е ставен под делумна контрола, неговото горење е значително намалено. На лице место действуваат 70 припадници на македонската армија, заедно со локални пожарникари, како и вработени во национални шуми, а на кракот кон Јасен и вработени во Јасен. Вториот пожар на територијата на планината Галичица, помеѓу Охридско и Преспилско езеро, делумно е ставен под контрола. На лице место действуваат повеќе од 120 лица, почнувајќи од лица кои што се ренџери во Националниот парк Галичица, вработени во локални пожарникари, вработени во Дирекцијата за заштита и спасување и така натаму. Вклучително и доброволци граѓани, за што посебно сме благодарни. Од страна на националните ресурси се употребени 2 хеликоптери, еден армиски, еден полициски, како и ер-тракторот на Дирекцијата за заштита и спасување. Попладнево таму се облачи и од разговор со УХМР имаме некоја надежда дека ќе падне дожд кој што ќе ги скрати нашите маќи. Пожарот кој што гори на територијата на општина Долнени во насока на село Зрза и Дебрешта има уште еден крак кон село Крапа кој што е ставен под контрола. Има дел кој што се уште не е под контрола, гори нискостеблеста шума, сува трева, деградирана шума, на лице место имаме локални пожарникари од општина Македонски Брод. Пожарот на територијата на општина Новаци е во атарот на село Полок, Брник, Рапеш и Паралово. Гасат локални пожарникари, гори ниска вегетација и деградирана шума. Наредниот пожар е на територијата на општина Кичево, кон село Цер, голем пожар кој што има голема линија на оган, кој што предизвикува голема вознемиреност кај локалното население. Моментално е проширен кон селата Брезово и Зашле, кои што се припаѓаат на општина Демирхиса. На лице место се ангажирани со гаснење од земја 30 припадници на македонската армија, како и 5 вработени во национални шуми и локални пожарникари. Гори нискостеблеста деградирана шума, сува трева и ниска вегетација. Овој пожар во овој момент не се заканува на ниту едно село, но доколку тој го промени правецот и брзината и се заканува на било кое село, таму брзо ќе фокусираме по голема сила и селата ќе бидат одбранети. Има најава од УХМР за појава на дождови во попладневните часови. Наредниот пожар е на територијата на Пласница, кон село Пласница и село Латово. Овде гори трева и нискостеблеста вегетација. На лице место действуваат локални пожарникари од Македонски Брод, но и нивните сили се драстично исцрпени и расцепкани на повеќе пожари. На територијата на Дебар имаме пожар над село Гари, пожар кој што исто така предизвикува голема вознемиреност, но утрово состојбата е подобра. Чадот кој што се чувствуваше во селото претходниот ден сега е значително намален. Пожарот се движи во насока спротивно од селото, што не значи дека тој не може да го смени правецот, но во овој момент овој пожар не може да стигне до село Гари, бидејќи за тоа ќе е потребно повеќе време. Од друга страна, на лице место имаме 4 пожарникари со едно теренско возило, 10 вработени во национални шуми, но и ловци организирани во една група и во селото има и локално население. И лично сметам дека селото Гари не е и нема да биде во опасност, доколку пожарот го промени правецот и брзината и брзо почне да се движи во насока на Гари, можеме за кратко време да фокусираме доволно сила која што би го одбранила селото. За жал овде дождот го одмина селото, нема врнежи, можеби попладнево ќе се појават нови врнежи, но според УХМР селото Гари е промашено од дождовите кои што паднаа во околината. На територијата на општина Чашка имаме пожар кај село Мокрени. Во гаснењето учествуваат 5 лица од национални шуми, 6 мина од локалното население, горат грмушки нискостеблести растенија, но и делумно неквалитетна дабова шума, но на некои места за жал е зафатена и високо квалитетна дабова шума. На територијата на Маврово Ростуше, кај село Врбен,
Повторно имаме пожар, реактивиране стариот пожар, на лице место се 10 ренџери од Националниот парк Маврово. Во Долин имам уште еден пожар кај село Небрегово, каде што гори ниска вегетација, грмушки и трева. Овој пожар кој што во суштина е префрлен од територијата на општина Чашка, во гаснењето учествуваат локални пожарникари. На територијата на Гостивар кај село Чајле и село Форино гори сува трева, испратени се тројца пожарникари и очекувам овој пожар набрзо да биде целосно изгаснат. На територијата на Велеска и село Црквино исто така пожарна трева, испратени се 4 локални пожарникари и очекуваме да биде целосно изгаснат. Под контрола се ставени 7 пожари на територијата на општина Валандово, Маврово, Ростуше, кај Врвот Кораб, Македонски Брод кај село Грешница, Македонски Брод кај село Девич, кај местноста наречена Вртешка, и Демирхисар, Илинска, Плаќанска планина, кај селото Вирово и Слоештица, каде што имаме 5 вработени од национални шуми. Наредниот е кај Делчево, тоа е депонијата Делчево, која што е целосно ставена под контрола, и кај Чашка, село Папрадишти, село Ореш. Изгаснати се 3 пожари на територијата на Македонска каменица, кај село Цера, учествуваа локалните пожарникари со национални шуми, кај село Василево, кај местноста наречена Карбино, каде што е целосно изгаснат со локални сили, изгаснат и пожар на територијата на општина Тетово, кај село Бродец. Тројца пожарникари се работи всушност за депонија, најверојатно дива депонија. Тоа е под прилика се за денешниот ден. Во текот на попладневните часови очекуваме бројот на пожари да биде зголемен, иако за некои места, особено во северозападниот дел од државата, се најавени врнежи, за кои што искрено се надевам дека ќе помогнат во гаснењето на некои од набројаните пожари, но и ќе навлажат вегетацијата и барем неколку дена пожарникарите и другите лица кои што учествуваат во гаснењето на пожарите ќе можат да здивнат. Доколку има значени промени, ќе се јавам со нова видео порака во доцните попладневни часови. Доколку нема промени, апдейтите ќе ги добиете во Viber групата на Центарот за управување со кризи.